Здраво живо, драги наши, во е нашиот нов Тиквешки Мојабет, нашиот подкаст. Денеска имаме исто интересна емисија и многу интересна гостинка, че има јака тема, че биде интересно сигурно. Но пред да почнеме со официјалните прашања, сакам да го поздравиме нашиот прв и официјален спонзор, тоа се аптеките Апидо. Фала на поддршката и се надевам дека и че има и многу други што ќе не поддржат. Голем поздрав до вас, таму може да најдете се од страна лекови до од влажни марамчиња до најјаки лекови, значи се има. Ги утепа влажните, така да. Денеска со нас е тука Ана и она сега ќе ни каже што е. Здраво живо Ана и повели кажи ни што си ти по струка. Думу да сгрешам, не е за другото. Здраво, фала пред се на поканата што сум тука. Јас сум специјалист оптометрист и оптичар во Оптика Про Оптик Премиум. И? Па тоа е тоа, слушнате ли? Тоа што не можам да го кажам. Значи, она е стручник од таа бранша и таму може да најдете се од најдобри очила до диоптри, за сонце, да не ги рекламираме марките, битно се има таму. И прегледи. И вршиме и прегледи. Да, и прегледи вршат. Да, и тоа е многу битно. Значи, ојте таму, директно цела дијагноза ви ја прават, ви кажуваат, тебе ти треба тоа, минус, плюс, 2, 3, горе-доле. Ти ги дават и ти од таму виче си прогледан, што се вика. Излеваш со наочари и гледаш. Значи, тоа е, мора да... Секој еден ден од нас ќе дое ред да не му се гледа. Така да мора да отидиш, да ти проверат и да ти кажат ти си за тоа, ти си за воа. И тие што мислат дека гледат, не гледат. Ете, и тоа. Тоа е мотото. Значи, ја мислам дека гледам, ами изгледа не гледам. Оти вака имам проблем чат пат Ваше така. е да дојдете, наше е да ви испратиме со наочари. Има ли поволни цени? Ќе средиме. Сакам да те прашам, евак сега да почнеме од почеток и полабави прашања, да не те тепам директно вакво. Кажи ми, поише има од помладата генерација муштери или пациенти или се повозрастните почести? Зависи за што. Општо за Постарите пациенти идат за наочари, нели, за блиску, за далеко, повише за блиску. Тука настапува после 40 години презбиопијата, додека младите повише барат наочари за сонце или за заштита за пред компјутер. Да, значи, јаш како заштита пред компјутер. Ми го нафрлаш одма второ прашање. Денеска сме сите, знаеме дека сме сите на телефоните, на компјутери, на телевизори. Дали тоа има штетно влијание за видот? Има многу штетно влијание. Значи, тие плавите зраци од спектарот што пред компјутерот го штетуваат многу очите, каде што праве денатурација на протеини во лечето, односно протеините во лечето вријат и се стврднува лечето. И тука настанува катарактата или по наше кажано пердето, каде што се повеќе денеска е застапено кај помладите. Претходно ако било 60-65 години кај што се појавува, сега има пациенти 40-45 кај што прават операција од катаракта. Луѓе, пајсте се, значи ова е сериозна тема. Исто и наочарите за сонце надвор обавезно да бидат со UV400 заштита за да не влегуват штетни зраци и да не дојде до тоа. Да. Нели, ако не носиш наочари за сонце, зеницата сама ќе се стесне, нели, нема да прима толку штетни зраци, ама во подолг временски период ќе дојде до оштетување секако. Пак гледаш сега, за разлика од порано од старо време, кога немале такви опции, зборувам за пред 100 години, сега да не бидам ептен и јас. Например, како тогаш се справувале со тие работи, а денеска, например, се ни е достапно и се можеш си купиш. Кажи ми, како тогаш и поише гледале луѓето и немале потреба од наочари или па не биле прегледани? Не било, гледај што е работата. Не биле доволно едуцирани прво, а втора работа е што временските услови и исхраната многу влијае сега. Не се деле на компјутер, телефони на мало. Биле на изложени на природна светлина, колку толку. Многу влијание имат компјутерите и телефоните. Да, но мислам дека тогаш и сонцето немало такви UV зрачења како за разлика од денеска. Точно. Сакам да одиме на таа тема на кај децата денеска и децата претходно. Денеска дечињата сите ни се изложени на екрани и тоа е многу голем проблем и цело време мислам дека секоја тема го кажувам. И сакам да ми кажеш ти нешто повеќе како стручник од таа страна. Дали денеска имат поголем проблем за разлика од порано дечињата? Бака сега.
Зборувам стрикно екранизми, дали се поизложени на сончеви зраци или... Проблемот е што во последната деценија миопијата е се подостапна. Тоа е кратковидост кај децата. Проблемот се екраните и телефоните. Сега пак што ќе кажам, може премногу напорно тоа што кажувам цело време телефони и компјутери, меѓутоа се штетни. Тоа е нашата реалност. Прават родителите грешка. За да биде умно дете дома, уште од мало, уште кога е бебе, телефонот у раката цртените, наблиску, или на телевизорот директно. И тука настанува тие проблеми. Очите се фокусираат премногу на блиску и после тоа кој ќе почне да гледа далеко... Плавото светло смета, така е. Мислам сите, ама... Од спектарот на бои до... Пошто знам, лично го имаме ни тие проблеми и еве тешко се справуваме со него, ама некако почињаме да се справуваме. За жал да, и претходно биле многу мали диоптриите. Пример, ако давало на компјутерот единица, не ги препишувале, не го сметале тоа. Значи претходно пред 20 години се сметало како нормален диоптер на окото тоа да биде. Додека сега поради компјутерите и телефоните минус 0,25 е потреба. Минус 0,5 е потреба. Значи има толку страшни диоптрии кај децата што претходно не сме го видувале тоа. Плюс цилиндри, минус цилиндри, значи плюс минус, минус плюс. Да. Сега, например, ако детето не сака да носи наочари, пример, или не знам, лечи, и за тоа сакам да те прашам, тоа ќе биде наредно прашање. Добро. Дали родителот треба да инсистира или да попушти у ситуацијата? У смисол ти имаш проблеми, мора да носиш наочари, а детето не сака да носи. Треба ли да биеме строги или треба да биеме ајде ти сине терај како сакаш ти така? Доколку наочарите се препишани од офталмолог, значи тоа е терапија, не е додаток. Така. Пред се мора да представиме на детето, да му дозволиме да избере сам наочари. Тоа е најголемата грешка кај родителите. Значи му одбират наочари што нив му се свиѓа, така, не на детето. Ни мора да му дадеме него мотивација за да ги носи наочарите, да си избере форма, да си избере боја, кој најдобро и најудобно ги осеќа на окото. Исто мотивацијата, која ќе почне да ги носи наочарите. Леле, колку ти се убави наочарите, денеска колку време ги носиш, што ти кажаа другарчињата на школото. А не, например, да го зафркаваш за тоа и да му правиш уште поголем стрес. Или да му речиш не убава боја избрана наочари. Да, ама тоа е не само за тоа, општо за секоја една работа на детето мислам дека треба така да му сугерираш, да му даваш позитивни коментари. Оти оно лично си ги сваќа, не е возрасен толку да размисле дека тоа е шега или дека па макар и на возрасен човек ако му кажеш така се навреде, да му речиш не знам со некои погредни зборови за очилото, секој еден се навреде и тоа мислам дека не е исправно. Мада мислам дека денеска да носиш наочари е многу шмекерски, као си по-паметен си, ме разбираш нешто. Да. Исто, моја препорака е, кога ќе почне детето да носи наочари, тоа да биде во првите неколку дена по неколку сата и постепено да се покачува. За да може да ги навикне, поради тоа што некои деца стварно имат преголеми диоптрии, кои што подобро е да почне да носе помало, нели? Многу побрзо окото се навикнува, меѓутоа да се направи постепено. Да не е директно. Да не е директно. Оти шок му правиш на окото. Точно. По 3-4 сата првиот ден и после тоа постепено да се покачува. И оној кој ќе види дека подобро му се гледа, само ќе почне да ги бара. Наредно прашање што сакав да те прашам е исхраната колку е битна за очното здравје. Дали тоа што се лафе дека морковот бил многу стриктно здрав за окото или кога го пресечеш он изгледа како зеница нака нацртано. Да. Што е на пример најдобра исхрана за што витамини треба да приеме за да ни биде убав видот? Вака сега за морковите тоа е мит. Убаво е да се јаде морков ако имаш недостаток на витамин А, меѓутоа ако више имаш висок процент на витамин А во телото или ниво, нема да направи некој значаен напредок. Доколку имаш потреба од наочари, наочарите и лечите се единствена опција. Дека нели риба ако јадиш или не знам, орајот личел на мозок и бил многу мозокот ти бил многу паметен. И џабе ти да изедиш ти 2 кило орај попаметен нема да бидеш ако не седнеш нешто да научиш, не разбираш. Ако не се едуцираш. Да. Тоа со морковите, митот потекнува од Втората светска војна, кога британците кажуваат дека морковите што ги јаделе пилотите дека тоа
поради тоа гледале убаво. Меѓутоа тоа било за новата радарска технологија, измислено. Значи, Тоа е ако сакаш интересно. пилот да биеш морков по 1 кило Морков дневно, по 1 кило дневно. шибаш и нема згаја. Гледаш Додека не како станеш сокол. портокалов. Да, бе, стварно има такви сцени кај што Точно. од преголема Да. конзумација на морков Од или витамина, каротен, како се вика ретинол. тоа, Да, каротен. стануваш цел портокалов. Да. За исхраната за очите најдобро е зеленчуково ошје, риба содржа Да, омега 3 тоа. и најбитното е боровинки. Аминокиселини содржат лутеин, што помага за поткрнување на задниот дел на окото или мрежницата. Ама сепак Нешто е многу битно и добро. генетика да имаш добра, оти. Да, исто и генетиката, наследните промени исто прават проблем, меѓутоа со самите навики што ги правиме ние со исхраната, со начинот на живот пред компјутер, му помагаме на тие промени да бидат побрзи. Да, например, што треба да носам наочари на 60, треба да носам на 40 или на 30 години. Точно. Значи сами се Сами си го се правиме. удавуиме, што се вика. Точно. И например, што препорачуваш ти како стручњак од оваа тема? Ако работиш пример ти пред компјутер, дали треба да имаш монитор што нема толку да ти штете на очите? Дали ви продавате некои такви очила кај што имаш комплетна заштита од тоа да можеш да се ослониш на тоа да речеш добро носам и немам да имам проблем? Или ништо не гарантира 100%? Не, вака сега. Малце поопширна тема е, што може Ако, се да ме сакам да извадам откаде интересна... се комплет. Вака сега, пред се, ако пациентот работи повеќе од 6-7 сата на компјутер, тоа значи дека него му е тоа стална работа. Да. Тука одма имаме наочари со UV400 заштита, Blue Filter заштита, кај што ќе ги спрешиме тие штетни зраци да влезат во окото и најголем проблем што го имат пациенти што работат на компјутер се суви очи. Сувото око, како поим, не е толку страшно, ама страшно е. Доколку стане хронично, е страшно. Има страшни болки, што ниту едни капки не помагат. Да, што е, например, превенција? Превенцијата е очите да си ги навлазнеш. вештачките солзи и заштитата со стакла пред компјутер. Меѓутоа, не наочари како што ги купуваат више готови, што ги продават по тие... По тезгите. Не по тезгите, туку по продавниците, што ги продават, нели има во... со заштита, ги кажуваат, не се проверени. Се додека не се направени според твоите зеници, според твојот лик, твојот... Тоа се вика мора да се направи преглед, па да ти одредат какви треба да носиш, така? И без диоптер да се, подобро е стаклата директно да бидат наменети за тебе, да ти објаснат што имаш потреба ти од тие наочари и ќе се направат за тебе и така Значи да ви го правите тоа прегледот комплетен у вашата оптика. Комплет се, целосен преглед. Сега ја лично нешто да прашам. Прашам. Еве ја не сум пред компјутером, ја играм Sony по 5 сата и Истото е. ама на оддалечено сум од Без голем разлика, телевизор. Без разлика ти си фокусиран подолг временски период на И ме штипат очите еден. после третата утакмица почиња да ме така. Да. Исто многу добро е правилото 20-20-20. Што значи тоа? На секои 20 минути правиме 20 секунди пауза со гледање во 20 метри далечина. Во ја кога ќе го пратам, треба да ти се јавам да ти прашам како беше да му да го забавам. Но да гледам 20 сантима, разбираш, да не 20 метри далечина се подразбира во зеленило надвор на сонце. Значи има како се вика народни прегледи за да видиш дали ти го бива видот или не ти го бива. Иначе што ти спомнав ја за мене што јас на пример сакам едноставно се опуштам у текот на денот минимум 1 сат играм и гледам дека после извесно време почињат очите да ми се сушат, ме штипат, но не можам се фокусирам, си ги тријам нака. Значи треба да дојдем на преглед и да ми направите генералка да можам да си играам по 6 сата и да немам мака. Да. И нема да имам никаков проблем. Исто и вештачки солзи. А шо, зошто? Имаш и праван? 6 сати, Ба брат, кај имаш време, ти играиш шо? Исто и тоа што гледаш на пример 1 сат на екранот, не приметуваш, меѓутоа пошто си вака и не трепкаш. И поради тоа се суше окото и таму настанува тоа печење после тоа. Значи, треба да бидеш свесен и да трепкаш, за да немаш проблем. Не можеш да бидеш свесен. Баш ќе пробам. Да се штедам на капки и да не идам на вак многу. Че ми фате скапо така. Вештачки солзи обавезно и исто причинител и воздухот загаден. Знаеш што имам приметено дека сите што се многу. Да, мене стриктно многу ми смете моментално и климата беше пуштена сега и ја со премеот и ми прави проблем не само на очи, на стриктно ми иритира, не знам.
прашина, не знам, да не ја правиме сега птен голема, ама така е. Гледам, приметувам дека отприлика од 40 години, околу 40 години што имат сите на некој начин дали носат наочари, дали носат лечи, дали тоа е нормално денеска? Денеска со текот на околностите со компјутерите нормално е. Дали е природно нормално? Вака сега, за тие што носат за презбиопија, за блиско е нормално после 40 години да носат. Предходно било некаде од 45, 47, 50 почнувале да носат за блиско наочари, меѓутоа сега е намалено негде 39-40 поради користење на компјутерите, намалена е границата за жал. И тука тоа е нормално, исто како коста што не оболува. Тоа е биологија. Па добро, можеш се фарбаш. Поради што настанува тоа? Поради намалување на еластичноста на лечите. Како што кажав предходно, поради акомодацијата или тоа е приспособување на окото да гледа блиско и далеко. Добро. Така. Тука се намалува еластичноста и пациентот више почнува матно да му се гледа на блиско. Интересен факт е тоа што при пациентите со минус диоптер за далеку не почнува да носат наочари, туку ги вадат више постоечките наочари и гледат перфект. И тоа реално? Да, и во предходно, пред 15-20 години, минусот диоптер постепено се намалувал. Ако имал четворка, тројка, двојка, единица, и више за далеку не носе наочари, ги фрла, и почнува да носе за блиско некој минимален диоптер. Тоа нормално ли е? Додека сега нормално е. Кај плюсот диоптри се додава за блиско. Сега малце ме збуни, ја не сум у темата, ама ако народот што ќе не гледа е битно он да свате и што го интересира. Се надевам дека ме разбират што кажувам овоа. Лично прашање едно. Повели. Дали е поубаво да носиш лечи или наочари? Што лично ти што сметаш? Така, сега, тоа зависи до пациентот и до неговиот начин на живот. Так. Ако е физички активен, подобро е лечи, заради тоа што не смета рамката и подобро ќе му биде и него. Додека разликата со наочарите е тоа што наочарите не може да предизвикат инфекција. Тоа сакав да те прашам, пошто имам примери и знам кај што, например, луѓе што носат лечи имат проблем со иритација, окото црвенило му се праве. Некои се многу упорни и да не треба да носе лечи, упорно носе лечи, меѓутоа тоа е проблем. Да. Сериозно е проблем. Уште првиот пат кога ќе ги ставиш лечите, треба да видиш дали ти готат или не. Малце нелагодност и некомфор може да има на почетокот, првата ден, кај што нели нормално, тоа е страно тело што го ставаш во окото. Меѓутоа после, ако нема никаков проблем, значи пациентот е за лечи. Ако има сепак проблем, е око, нели ти ставаш страно тело и ти треба време нели додека се навекнеш. Првата ден да. Мене, например, ја кога гледам некој како си става, ми е шубен. Не знам, вака до тука некој да ми дое, не може да го отворам. Не е толку голем проблем, заради тоа што кажа во оптиката има пациенти кои што не може да се научат да ги стават лечите, ние сме тука да му помогнеме без проблем. Значи доаѓаат, вадиме, ставаме лечи. Го местиш директно. Стварно? Сериозно? Да, без проблем. Браво, свака част. И му помагаме едноставно. Што ме интересира има пациенти друго? кои што мора да носе лечи. Има преголем диоптер, стаклата се многу дебели, многу осумка, десетка, значи мора лечи да носе. Има ли различни врсти на лечи, зборувам, дали се како стакленца или како гумени? Предходно првите лечи Пошто биле знам стаклени дека лечи. Предходно биле стаклени лечи. Тоа мислам дека се пресечам кога си го ставам окото реално. Да, биле страшни за носење по причина што биле премногу тешки прво. Кога ќе го ставиш на окото глочка, тоа е стакло. Има негативни работи тоа што ако те ударат може да се скрши окото. И тоа било голем проблем и затоа почнали да прават силиконски лечи. Нели, прво биле полутврди, па меки. До ден денеска користиме полутврди лечи кај пациенти со астигматизам или цилиндар, што го викат. Исто и не толку кај астигматизам, колку кај кератоконус и кератоглобус, тоа е испакнувањето на рожницата. Тие мора да носат полутврди лечи, заради тоа што базната кривина е различна кај нив. Тоа се прави со испитување и ги прават специјално за нив лечите. Додека кај другите пациенти користиме меки лечи или силиконски, тие се без проблем, значи воопшто не се ни осеќат во окото. Лесни се за хигиена, меѓутоа Значи има потврди и помеки. Да. Лечи. Да. Полутврди и меки лечи. Стаклени више нема. И тврди лечи нема. Добро, се разбраме. Има ли ситуација кај што
да ти изнервира некој да ти дое сега муштерија и јас дам, ти не разбираш, нешто да ти рече таква некоја случка. Скоро си имали да се... Гледај што е работа. Работата е што секој пациент кој иде со своји проблеми грижи. Така. И пред се, ние како стручно лице треба да му обрнеме внимание, да му кажеме, пошто кога ќе влезе пациентот е секогаш управо. Сега ако не ме разбира... Да не маваш? Не. Слушај, мамо, пак. Не, ќе се пробам да му шегувам. објаснам, нели секогаш, како што кажав, пациентот е секогаш управо и до сега не се десило случај да не ме разбере. Дури и кога грешат. Да. Не се десило да не ме разбере, ама има интересни случаи, да. Нормално, различни има карактери. Има некоја што вака или не сакаш да кажеш? Ајде, подади се. Има различни пациенти и различни карактери. Значи, никако како стручни лица мора да се, како да кажам, мора да се... Професионално да се понашаш, така? Не професионално да се понашаме, туку да бидеме на исто ниво со нив. Значи, со секој еден пациент мора на негово ниво да бидеме, за да објасниме, да се сепак кажеме... Сепак е око и не е за фраканција. Да, пошто и секој иде со проблем. Никој не влегува да си направи муабет. Па нормално. Фала Богу, сега да иде некој па и да те замара, да ти вика, ај, денеска ми е досадно, да ми кажеш нешто за научај. И ние како стручни лица исто треба да го откриеме што е проблемот, кај некој малце потешко, кај некој полесно. Меѓутоа, на крајот секако иде решението. Има ли изговори за некои смешни изговори кај што не сака да носат научари и да ти каже некој нешто? Ја не чу да носам научари, оти не знам. Има многу дешавки, најчесто со постарите, кај што иде више со препишан диоптер од докторката и доаѓа и ми вика, мене докторката ми препиша научари. Ама мене вика се ми се гледа. И уствари, на крајот кога ќе ставиме пробни научари, сваќаме и ја и он дека не гледа. Така и ти не гледаш или он не гледа, ама ти сваќаш дека он не гледа? Јас сваќам дека он не гледа. Не, ја више знам дека он не гледа, ама, знаеш, пак, нели, него, пак е Има, значи, обично повозрастните со они потешко се разбираме да ги поздравиме сите и они не гледат сигурно. Знаеш како, они не биле толку во нивно време не било достапна толку многу технологијата. Не може да се едуцират. Сега, например, со еден клик може да дознаеш се. Добро, лошо, информација од Google, од секаде. Тоа тука сакам да те питам. Има ли на читаника че дојдат? Јас сум на воа око ми е воа, ја не сум бил на преглед, ама јас знам. Мене воа тука не ми се гледа, на воа ми се гледа. Тука вакво сакам, ваму вакво. Има, многу се чести тие пациенти, само што јас пробувам да му објаснам дека Google треба да го користат за информација, не за диагноза. Па добро, тоа не е информација? Да. Меѓутоа, они толку многу премногу навлегуваат во тоа, дури го сваќаат премногу сериозно. Значи, симптомите што ги пишуваат на Google се многу општи. Пример, имаме главоболка. Значи, главоболката може да се појави од 100 причини, не мора да се појави само од тоа. Значи, те боле главата и гогле. Да. Одеш и ти кажувам, написе апче. И затоа Google-от најдобро е да се користи само за информации и за едукација, додека за диагноза само стручно лице. Тоа сте ви. И таму да отидете да ве прегледат и ќе ви кажат вакви научари, на воа си минус, на воа си плюс, тука ваква рамка, ваа ти е поубава рамка. Да, тоа сакам те прашам. Поскапа ли е рамката од стаклата или обратно? Зависи од пациент. Кога ќе ставиш баланс у глобала, да, рамките се поскапи заради тоа што има брендирани научари кои што помладите сакаат да носат брендирано, нормално, и се поскапи од стаклата. Па нормално, кој не. Додека и кај пациенти што носат и блиско и далеку, односно мултифокални и прогресивни стакла, поскапи се стаклата. Освен ако не сака да носе брендирани научари. Кој не сака, сите сакат. Ама сакаме. Па сега си одредуе цента и буџетот, например. Точно. Тоа поубав ли те проекции ставиш такви поскапи? Не. Кај нас во оптиката секогаш гледаме пациентот да е задоволен пред се, да биде според неговите потреби, да стое убаво, значи кога ќе испадне од оптиката да речат стварно научари се преубави, не е битна цената. Многу други фактори треба да се земат у обзир. Како му стоат бојата, тенот на лицето, формата,
Многу други работи. Мене, Не например, мора да какви би ми значи- стоеле? Само Накви со брендирано. топчиња. Само брендирано. Видели? Не е ферва, значи удри по нас. Не, сите ви можеш да си платите вие нака, никој не праша ни тука дали имаме спонзори у подкастот. Затоа спонзорирајте го нашиот подкаст, за да можам и ја да си купам брендирани научари убави Ray-Ban. Разбирате? Де коста нешто прашајте? Значи, нели има стакла? Добро, Нели има различни фирми на стакла? точно. Кои фирми се вака, ти што мислиш, вие се без разлика дали ги има кај вас или не? Кои фирми му ги препорачуваш? Можам ли јас да- Квалитетни стакла, знаеш какви? Ама да не ги па изрекламираме тук. Што има? Па нека пуштат некој ден. Може да пушти некој. Да. Можам да кажам од тие што ги имам користено и више што имам првено такви наочари. Хојата се многу добри стакла. Тие се јапонска технологија. Исто имат и 2 години гаранција. Која има филтри за камери? Ете ги јаш. Да. Предобри стакла. Не се гребат начина. За нашиот стандард не толку многу. Може да се дозволат до одреден степен. Нели? Сега не можам јас хоја да му понудам на некој пациенти што више уште кој ќе влезе. Знаеш дека него му се од вистинска потреба на очарите и ги купува заради тоа што стварно има Мора, потреба. Да. Така. Обично хојата ги работам кај пациенти што работат дизајн на компјутер. И каде што тоа... Тие што взимат пари програмерите, тие Не во таа Еве го коста он, еве го он има. Не во таа насока, во насока каде што тие што работат дизајн, мора стаклото да биде со 100% заштита, да биде бело, за да нема одблесок и да не сменува боја. Така. И затоа тие ги користиме заради тоа што не сменуваат боја и се бели стаклото. Јас сакам на шега да направам, но му сега грешка да ме Не е разбереш, проблем. мац, да завртиме работата. Не е проблем воопшто, слободно. Да. Ленс исто се убави стакла. Ленс мак, да. Исто и тие ги работиме, баш се Па не знам, добри ја ако стаклата. отидам да се прегледам, со какви ќе ме крстиш? Зашо сум ја? Зависи по потребата од прегледот што ќе испадне. И тоа сакам да те прашам, ама ќе заборавам после, ќе ми избега мислата. Повели. Гледам дека многу носат нака за, да не кажам сега за чалон, ама да, без диоптер, нака да изгледат по-интелигентно. Добро. Дали е тоа нормално Тогаш, денеска? Нормално гледам ако сака сите. ако сака да носе наочари само за, нели, за убавина, Да. за да смене имидж, ставаме најобични стакла само со стандардна заштита, каде што, нели, ќе Па, има изгледа нешто убаво, UV да, и ќе заштита, има така. некаква заштита. Точно. А тие може ли да ти сбркат работа, например, кога седиш пред телевизор, пред компјутер, или не? Недоволно. Недоволно, Значи, се заради тоа има што имат так. 70-80% заштита и немат заштита од плавата светлина, таа што е најштетната и што го оштетува задниот дел на окото. Тие се специјални стакла, Blue Filter, Blue Cut, зависи од фирмата што ги работи, како ги вика, и се наменети само за пред компјутери. Па сега штетно ли е во светлото у нас вака што е? Штетно е. Па мене ми штипат очите од пред коста, Штетно гледаш? е, Треба белата- наочари да ми порачаш од оптиката тука убави од Оптика, 150 евра прооптика. накво само рамка, разбираш? Не е проблем, ќе спонзорираме. Запиши го воа, запамти го. Пиши го одма. Пиши втор спонзор. И од другата сезона ме гледаш и јас тука сериозен дечко, но од наредната епизода, зошто да не? не, ако може, па може, шо, а? Како не, абе се прифаќа. Леле, знаеш како се молиме вака, пуштаме вода, абе циркус се работи. Че помисла човеците вие, леле, на просечки стап се готови си, дај да му помогнеме малку дитер. Не, зошто да не помогнат? Па супер, фала што не поддржаваш. Раката што дава не се суши. Да, Дека дава почесто. така е, може, јас се слагам. Да не биде само. Вика, шо е по-лошо? Да носиш ефтини наочари или никакви да не носиш? Зборувам Зависи. да не си прегледан, така од кутара мене ми се гледа со овие. Сега вака. На пазарот сум си ги нашол, сега да ги поздравам и тие на пазарот, ама носиш и супер ми се гледа, ја си носам колку пари, 200 нара и тераш. Поубаво е така или да не носиш? Што е работа? Ако правиме муабет за наочари за сонце, дали да носиме Не, ефтини или никакви? зборувам за со диоптери. Само за диоптер. За диоптер наочарите некогаш, примерно некој пензионер, му требат за чисто за да прочита на апчињата. Да врзе јадичка на трската. Јадичка на трската и да види на апчињата рокот на траење до кога му е или кој апчиња се. Може да си земе без проблем од аптеката од пазарот такви наочари, не дека е, нели, не дека е нешто
проблем е, ама ако му требат за потреба за толку брзо, за таква брза намена, не е толку голем проблем. Меѓутоа, тие што работат за блиску, пишуваат фактури, работат на компјутер. Некои такви работи мора да се стрикно направени за него. Тој што треба тотален фокус на тоа. Зошто? Научарите што се продаваат на пазарот и на аптеката. Тие се со стандардни димензии во растојанието на зеници. Имат некаде околу 55 до 58 мм. Секогаш кога ги правиме научарите, мериме растојание на зеници и според тоа за во центарот да гледа бистро. Така и ги центрираме стаклата. Кај тие научари 55-58 му е растојанието на зеници, кај нас тие се многу ретки милиметри на растојание на зеници, особено се почести кај жени. Меѓутоа се многу ретки. И сега одем машко пациент купува од пазарот со 57 растојание на зеници, а он има 62. И проблем. Очите вак се прават. Значи да си го покажам бара... вака се прават. Очите уште сакав да кажам. Сакав да кажам дека просто е вако публиката, ама стварно. Така може би се направат ако купувате на кутара. Значи, што ми беше моабитот? Моабитот е што окото си го бара фокусот, си го бара центарот. И после тоа доаѓа на оптиката и ми вика, јас 5 години носев такви научари и сега сакам да си направам убави. Проблем е. Тука настануваат вртоглавици, главоболки со новите научари, ако се само за блиску по потреба. А како тоа немал проблем тогаш кога ги пробал, например, и после проблеми има? Оти тоа се си зараснуе, така? Да. Тоа е, значи на почетокот нема да има проблем, поради окото не е веќе, не е опуштено. Више кој ќе потнеш подолго време да ги носиш, тука настанува проблемот. Па тоа јас сакав преджеска да го кажам за, например, на другар му ги зијам научаерите и почиња да ми се врте у главата. Нормално е заради тоа што немаш диоптер да. И не ти е соодветен диоптер за тоа што треба да го носиш и тука се појавува главоболки, вртоглавици, повеќање. А и ми се има десено, например, да пробам некои научари и да ми е многу добро и после кога ги извадам, ми се дешава тоа вртоглавица и слично. Најдобро е да не се експериментира, најдобро е да се направи преглед. Значи да пратиме диоптер. Порака до гледачите. Не му ги земајте на другарите, научарите, да ги пробам да видам многу ми се убави, ми стоат ли и после да ти се направи умот да се заврти. Не бива таа работа. Значи ако ви треба научари, ќе си отидете тука у оптиката, ќе ви измерат, сакам джа на другарот рамката е ваква, може дај ми си купиш научари и чиста сметка. Точно и долга љубов. Да. Да не се кажеш нешто да кажеш да не те прекинав ја? Не знам што сакав да кажам. Али како и да е. Ме збуни малце сега. Нема врска, ако те сечам ја морам така, тоа е појако од мене, таков ми е проблемот, што да правам. Готово. Водител сум бе, моја си емисијата, кога сакам ја си кажам. Не. Има ли родители што дали е подобро да се замараш за детето, да инсистираш да го носиш повакво или па да бидеш полабав? Оти има некои за најмала ситница и прават панаџур? Паничат. Да, што сметаш дека е подобро според тебе? Дали е добро детето да го носиш редовно или прередовно или кај ќе дое зорт? Што е работата? Има пациенти кои што го игнорираат проблемот. И тоа е проблем. Заради тоа што може да се влоши ситуацијата и после тоа да нема назад. Да. Особено кај децата најчесто се појавуваат амблиопија или мрзливо око, кај што многу тешко може да се познае и доколку не се регулира до предшколска возраст е проблем. Значи тоа мрзливо око е мрзливо око, ти го имаш, меѓутоа не функционира, другото око си функционира перфектно, меѓутоа тоа не функционира и тоа не е болест, туку тоа е слабост. Тоа е мрзливо. Ама решливо е, нели? Се решава. Слабо е окото и не функционира. Да. Додека подобро е да се замара и да паниче, заради тоа што барем ќе го однесам на преглед, ќе утврда дали има или нема проблем и ќе се реше. Добро, воа поише за мајките важи, они се такви дето да поздрав до мојот сопруг. Да. Меѓутоа доколку примета дека детето трепка, често преблиску се доближува до телевизорот, тоа значи дека или телефонот го зима преблиску, тоа значи дека има проблеми, дека треба да се однесе на преглед. Имам накви... За деца е најдобро прегледот да го врше детски офталмолог со ширење на зениците, кај што ќе се утврде дали има скриен диоптер. Пошто они се мали и... Тоа мене ми било од секој пат интересно. Еве сега, јас сум возрастен човек и ќе дојдам на преглед и ти мене ми кажуваш сега ти се гледали сега добро ли, а мало дете што не знае како знаете
колков му е диоптерот, се гледа ли тоа? Вака сега, кај деца секогаш се припишува максимум диоптер. Заради тоа што оно брзо ги ефектнува наочарите и подобро е. Има ситуации, пример кај плюс диоптер се припишува максимум диоптер. Така. Тоа го правиме и кај постарите, нели? Меѓутоа не толку многу колку кај деца. Кај децата се припишува максимум диоптер. Има деца што не се работуваат. Не можеш да одредиш, годинка, две, нели? Од самото раѓање има деца што имат диоптер. И тие деца кои одат на офталмолог се припишува максимум диоптер. Да. Значи, Имам гледано такви видеа кај што на двојка, дечиња му стават такви наочарчиња околу главичка и нака почињат да се смеат и наеднаш му се прегледува, многу сладко изгледа тоа. Што е работата? Подобро е детето да има плюс диоптер отколку минус. Што е работата со плюс? Кај плюс диоптерот зраците кога се прекршуваат паѓаат позади, без корекција правиме муабет, паѓаат позади окото, позади жолтото тело, кај што се прекршуваат нели зраците. Со наочарите кои ќе ги ставиме максимум диоптер плюс, детето со текот на времето расте. И се фактички се диоптерот се зраците паѓаат точно на жолта дама. Да. Со носење наочари правиме да му биде подобро да се опушти окото, да нема заостанат диоптер за понатаму. Така. Додека кај минусот, како што кажуваме миопија, кратковидост, да. Зраците паѓаат пред точката и како расте, сега ќе кажам, главата, се оддалечува и поголем станува диоптерот. Значи, порак што ни треба да пратиме, ако нешто се примете, родители, слушате го ова внимателно, ако нешто приметите, поарно одма да го однесете детето на преглед, отколку и да не го приметат. Така. Добро е сега во последен период што има систематски прегледи од предшколска возраст, нели пред да почне. Од најрана возраст имат, од бебе го носиш цело време редовно. Така. Тоа е добро што го воведија, каде што, нели, ако има проблем детето ќе го видат. Има доста родители што не знаеле дека децата имат проблем. Освен родители што веќе генетски имат, нели, диоптер, да, и 20 родители носат диоптер и тогаш знаат и јасно му е дека треба да го однесе детето на преглед да го видиме. Ама има случаи кои што нема диоптер. Тоа сакам да кажам. Например, 20 имат голем проблем, а детето си е перфектно. Да, има случаи. Има случаи каде што и 20 родители немат проблем, детето има голем диоптер. Добро, да, тоа може па и да има од генетски пред тоа што имал некој што имал проблем од некој, па да се украсте генетиката па да дојде до тоа. Да. Имаш ли некој случај кај што е најкасно е дојдено, си се запрепастило од тоа да рече леле, оти во вак се случува, да ти е најлош случај у твојата кариера додека имаш работено со оваа работа? Кај деца или кај возрасти? Општо, например, најшто си се запрепастило однеш да рече леле, зошто вака? Зошто касно идите, зошто? Запрепастено сум од пациенти што не водат грижа. Имав случај кај што пациент се удара од гранка од дрво, гранката влегува во окото, очната водичка истечува и тоа око воопшто не функционира. И доаѓа на преглед за наочари, да провериме диоптер. И викам, добро, кажи ми што е проблемот со овоа око, зошто не гледа, зошто е слепо, па вика се гранка, вика ми влези во окото и да, викам беше на лекар, препиша нешто. Не, вика немаше вика кој да ме однесе, вика и не, викам пред колку време е, пред 5 години. И бев запрепастена до кој степен, нели. И тоа и општеството кај нас го налага, за жал. Да. Ситуацијата во која се наоѓаме и за жал се дешава такви работи, ама тоа и од неедукација, ама и од немарливост. Значи да оставиш до тие степен. И таков народ сме ни. Кај нас кога дојде нож до коска работа, тогаш се оде негде оти мора, инаку ако не мора, ај тере. И сувишно е да кажам пациентите да одат еднаш годишно на преглед, кога за другите работи не одиме за преглед, а камали за воа, меѓутоа очите се многу сериозна работа. Нема назад. Нема назад, точно. И многу е подобро, барем еднаш годишно, ако не на офталмолог, дојди кај мене, ако видам дека е нешто сериозно, пошо кај мене, препишуваме диоптри. Има ли кај што ги пратите видео на офталмолог? Има. Заради тоа што кај нас прегледуваме и очен притисок. Да. Доколку видам
дека има повисокочен притисок, обавезно ги праќаме на офталмолог, инфекции и таква работа, значи кај нас не лечиме очни болести. Ние сме стрикно за препишување на диоптри. Так. Ги препраќам обавезно на офталмолог. Исто и деца. Како ќе видам, например, дека има голем диоптер на компјутерот, за да се осигураме и за да прават ширење на зениците, ги препраќаме на офталмолог, за да бидеме сигурни за првиот диоптер. После тоа може више да правиме што ќе правиме, нели? Пошто кај нив се препишува диоптерот и следен на 3, 4, 6 месеци. Да. Кај возрастните на година. Да, префрлиме темата малце на поинтересно. Сакам да те заденам за наочарите за сонце. И тоа мене најдуго ме интересира од се. Кои наочари ги препорачуваш ти за кога возиме, например, за сонце? Комбото што се препорачува за возење, поларизирани, UV400 и малце затемнети. Скапи ли сте? Не се скапи. Не е скапо ништо, 800 евро. Што е работа? Многу од пациентите кои ќе дојдат за наочари мешат поларизација со заштита. Поларизацијата е заштита од рефлексијата, значи ја намалува рефлексијата од стакло, пример сега за возење шофершајмната, снег, вода, значи тие одблесокот што го дава на такви површини го нема. Тоа портокаловото напрачува или плавото? Исто го користат и не, тоа што е како одблесокот од водата, од снегот. Не зборувам за наочарите. Ослепувачката светлина. Нели ние што за скијање се како портокалови инака? Не, тоа е бојата, само мирор што му го стават слојот од напред. Значи битно е стаклото. Поларизацијата е друго. И ги мешат поларизацијата и заштитата. Додека заштитата UV400 е од штетните зраци да не влегуваат во окото. И малце позатемнетки да бидат сакат, да не бидат скроз темни, заради тоа што при возењето треба да гледаш па сепак. Не идуваш на тунел, на потемни места, да не биде ептен темни. Мене знаеш што ме, јас сакам да имам убави наочари и тоа нема некој што не сака, сите сакаат да имат најубави наочари. Ама работата е ги губам. Сега ќе купам наочари од 800 евра и ќе ги оставам на некоја бензинска. Јас мислам дека толку си купиш скапи наочари нема така. Не, треба со ланче да си врзам вака на вратот да ми висат, за да некако Ги врзваш со ластика од позади на глава. Па така како може. Како пензионерите што си имаат така завесник од читање, ме разбираш, од позади така. Со ластика е подобро. Од позади ќе ти дадеме во различни бои, таманче си ги сменуваш. И јаки фори се во, знаеш? Да. Треба да пробам, ама немам дълга коса за да не им се гледа ластиката. Треба да почнам да не се стрижам. Поздрав до мојот фризер. И до мојот фризер. Што е разликата помеѓу квалитетни скапи наочари, еве пример од марката Ray-Ban, или наочари што ќе купиме на бензинска или на пазарот? Има ли разлика? Има разлика у контролата на квалитетот и во заштитата. Значи, кај сите оригинални наочари или пример еве го земаме Ray-Ban-от, на самиот сертификат се пише заштита. И има контрол на квалитетот. Значи, по кој ќе ги фатиш во ратката, значи од изработката, материјалот до стаклата. Значи, кој ќе ги ставиш за гледање, не прават дупки како од бензинската наочарите. Па добро сега, сакам да се уклучи публиката да каже, оваа тема е многу јака. И многу е општо народна. Да. Оти, например, си порачаш наочарки од една страна Мему, да не ја рекламираме, и ќе ти стигнат и оригинал. Значи, нема тука разлика. И на крајот после очите олеле ме штипат ваму наму. Да. Што е работата со наочарите од бензинска? Таму тоа е лото. Или ќе се погодат, или не се погодуваат. Или се со заштита, или не се со заштита. Да. Не можеш да знаеш заради тоа што нема спецификација на нив што и како содржат тие наочари. И тука си едноставно или. Да. Така да многу подобро е без наочари да бидеш, отколку од бензинската наочари. Аха, значи да не имаш. Ако не можеш да си дозволиш, меѓутоа верувам дека секој може 4000-5000 денара да одвое за убави квалитетни наочари. Има стварно за таа цена квалитетни наочари, отколку од бензинската да даваш. Истиот случај е, извини што прекинувам, истиот случај е и со наочарите ефтини што се од аптеката и од пазарот. Има луѓе што купуваат 10 пати годишно наочари по 500-600 денара, тие се више 600 денара во аптеката и во пазарот, значи 600 денара. 10 пати 6000 денара. А не иде да купе наочари салам што ќе ги носе. Па може од таа причина што ќе ги загуби. Не ги губе, он ги крше.
Или че ги Заради тоа седне, што тие например. наолчари се направени од аптеката се направени од најлон. Тие Да. материјал не се топле за да се вметнат стакла, нели? Не се топле, не можеш ништо и тие многу лесно пука. Додека овие другите во оптиката што ги продаваме се ацетат материјал. Прелесни гибливи се, се. да, прелесни се, значи се виткат, може да се топлат, не сменуваат форма. Значи, Многу подобро разлика е да има, да, тоа има разлика. Тука не спориме. Се познава, има разлика и многу е подобро да одвоиш буџет, да направиш едни убави наолчари, да си ги имаш со квалитетни стакла, да си ги чуваш и да си ги пазиш, отколку знаеш зошто? Заради тоа што ние кога продаваме наолчари, ние стоиме на располагање. Било што и да се случи со рамката или со стаклата. Нели да не е Имаш например да се гаранција, згазени скажеш, со ваки. нога, Со да колата да се ги згазиш. Да, значи ние сме 24/7 достапни за секој пациент. Не само за лечи, за наолчари за сонце. Има дешавки стварно кои што имало проблем, што не било ни до нас, ни до пациентот проблемот, без проблем сме ги заменувале. Исто и за диоптриските. Значи си Секој стоиме гарантирате на за работа што располагање. си ја работите, така да? Точно. За цело време стоиме на располагање за било што. И на крај сакам да те прашам. Нели има уште прашање? Јас сум спремна да зборувам. Има прашање. Има прашање, може да атерам вак до сабајле така Може да да направиме уште една епизода. обавезно. Значи, прво да видиме вака как ќе помине после, ама сигурно ќе биде многу јако. Прејака ќе биде. Да, ќе биде. Да поставам Може уште едно уопшто. прашање, може ли ја? Може. Можеш ли да препознаеш ти што е оригинал, а што не е? Може. Без Ајде да проблем. видам. Баш да видам. Ајде да видиме Стави сега. си ги директно на главата. Ајде да видиме оригинални се или не се оригинални. Не се оригинал. Лага е. Директно оригинал. од Рим. Не се оригинал, еве ќе ти кажам и зошто. Повели. Прво, Тропкат. осети, воа е најлон пластика. Добро. Најлон пластика. Криво ми е што не донесив наолчари за ацетатот да ги споредиме. На наредната емисија наочари за споредба. Ако може и некој да прате, ќе споредиме. Исто логото Versace. Па да се знаеш што се, па фала Гледај го Богу. како е напишано. Стаклата. Значи, воа, вие Исто. му да мислите дека ја не ги носам, ја за провокација ги донесов тука за да биде интересно. Исто кодот на моделот како е напишан. Да. Значи Italy Design, Па Versace. па нормално. Сите во последно време сите оригинал наолчари си имат и продзирен изгравиран код. Тука некаде на рачката и Може по тоа има, може де да се провери, познае. Сигурно нема. Исто и ово во буквата. Па тоа Значи, да се повише гледа. подсече на Валентино отколку на Што Versace. има врска? Иначе, ова беше провокација, морам да го испитам искуството, ама гледам дека стварно те бива. Кажи ми како се помина денеска Ама ти? ако некој не може да одреде дали се оригинал или не, слободно нека дојде во оптиката и ќе средиме работа. Јас ќе му кажам дали се оригинал или не. Да, битно е, ја мислам, битно е и кој ги носи, а битно е и шо марка се и дали се оригинал или не се. Оти многу души, знам од естраата што носат фейк работи, а изгледа дека се оригинал и пак ќе кажам, битно е кој ги носи, а не шо модел се. А дека се Повише, поштетни, да, се. Поштетни се, не, тоа сакав да кажам. Значи, многу е подобро, гледај, не мора да се Dolce & Gabbana, да пишат на нив. Па добро. Значи, има доста добри модели, што се за многу поприфатлива цена. Например, Ray-Ban. Не Ray-Banот. Па Пример, добро. Vogue, Да. Armani Exchange, Police. Може. Значи, се окей цена, а добиваш предобар квалитет. Така. Преубава заштита. Кажи ми, како си помина ти сега овие Преубаво. подкаст? Преубаво, може да зборувам уште Дали би многу дошла време. пак ако те викне? Секако. Не, те, Дали значи- сакате вие јас да дојдам? Не, ниче дојди ме кај тебе. Да дојдете. У оптиката да ви име таму наочари да ни кај шо Може. и кои ќе бидат за мене за унаредниот подкаст што треба ја да ги водам. Може, може, без проблем Фала може. ти. Ќе направиме наредна епизода во оптиката и ќе му објасниме и на пациентите и за прегледот, како се извршува Ќе преглед. застанаме ја таму Еве на го тоа. водителот ќе го, да, ќе го Директно прегледаме. локту вака. Да. Значи, И соодветни рамки, и стаклата ќе ги презентираме, и ќе ги покажеме пред камера разликата од стаклата со стандардна HMC заштита со UV420 или само со Blue Filter. да му Ќе објасниме на се. гледачите што и Точно, како и Точно, да. Да бидат Уште еднаш- малку едуцирани, исто ќе ги опфатиме тука и брендовите, и наолчарите, и материјалот метални, пластични, со клип Да. наолчари, лечите исто.
обука. Се надевам дека ќе опфани ви се за тоа време. Фала ти на довербата што дојди и се надевам дека ќе помине убаво. Јас мене беше преубаво со соговорник што не можам да го надлафаме. Многу убаво да правиш овој интервју. Фала ви за поканата. Малце ни е 1 саат, треба барем 3 саата да ни биде подкастот. Треба. Ама тоа здраве кога ќе набериме поише искуство и ќе правиме вака. Ти кога ќе имаш искуство? Јас имам искуство. Јас сум водител, јас собирам искуство. Фала ти уште еднаш и здраве Боже, се гледаме понатки. Да одјавиме емисијата. Ова беше нашиот тиквешки муабет. Уште еднаш да ги поздравиме нашите спонзори, аптеките Апитофарм и кој сака да не спонзорира слободно, нека повеле кај нас. И сме тука за да ги поддржиме и они нас. Тоа беше нашиот подкаст и се гледаме во наредната епизода. Голем поздрав. Чао.